u imето на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, Христос се обреза. Вистина се обреза. Христос се обреза. Вистина се обреза. Христос се обреза. Вистина се обреза. Најмили мои, во црковниот устав за црковните празници и службите што им се подготвува, денешниот празник обрезување на нашиот Господ Исус Христос нема свое предпразненство, ниту свое попразненство. Тој се слави, се празнува само во овој ден, во кој што денеска го празнуваме. Интересно е да се запрашаме зошто, бидејќи одговорот на тоа прашање се наоѓа во длабоката теолошка мисла на Светата Црква Божја за денешниот празник. Обрезанието Господње можеме да го сведиме на две битни значења. Првото значење е следно. Христос дека можеше да биде обрезан, ако Логосот Божи не се воплотеше. Воплотувајќи се Логосот Божи, ја прими целата природа на човекот, во сите нејзини онтолошки слоеви. Телото на човекот, душата на човекот и духот човечки се содржина на човекот од Богочовекот Христос. Та неке имаше обрезание, ако Христос не ја поседуваше и нашата телесна природа. На овој начин беа победени по кратка постапка најразорните ереси од 4. век после Христа, кои што го спореа токму телесниот карактер на човечката природа во Христа, сметајќи ја за привид или за непостоечка. Втор битен момент врзан за денешниот празник е фактот дека Христос дојде, се вочовечи и се обреза, за да го исполни законот на своите предци, на пророците и праотците. На едно место самиот Христос ни порачува. Не дојдов за да го укинам Стариот Завет, туку за да го исполнам. За да го исполни, тој требаше да доживее обрезание на телото, бидејќи по тело му припаѓаше на еврејскиот народ и секое новородено дете после 8-миот ден од раѓањето беше подложено на чинот на обрезување. И Христос го прифати тој чин. Но сметајќи дека со отстранувањето на еден дел од телото на човекот ништо не се случува на планот на очистувањето на природата на човекот, контаминирана од гревот и од смртта, пред тоа од страстите. Христос
го укина обрезанието со чинот на крштевање. И сега крштевањето представува повторно обрезување, но не на дел од телото, туку на срцето човечко, а срцето човечко не е анатомско физиолошкиот орган на телесниот организам, туку духовниот центар на севкупната човечка личност. Да се обреже срцето, значи човекот да го отстрани гревот од себе си, да ги отстрани страстите од себе си и да ја победи смрт. Да се обечни и да се обожи, стапувајќи во нераскинлива заедница и општење со својот Создател. Гледајте колку е длабоко значењето на денешниот ден. Освен тоа, денеска се слави и се празнува според оценката на најумните во црквата, најголемиот теолог и философ на Светата Црква Божија, роден за овие 3 милениуми историско постоење. Тоа е Свети Василий Велики, архиепископот на Кесарија Кападокиска. Неговото житие е необично богато. Ви препорачувам да го изчитате обширното житие на Свети Василий Велики. Тоа е момче кој што потекнува од високи благороднички кругови, не бил христијанин, паганин бил од раѓање, но бидејќи бил гладен по освојувањето на сите знаења за човекот и за создадениот свет, откако предходно ги заврши сите познати училишта во Мала Азија и во Цариград, стигнал во Атина и станал студент на прославената Атинска академија. На неа студирал цели 15 години. Бил високо интелектуално обдарен, се што можело да се научи на таа академија научил, учел и хирургија, и медицина, и математика, и ботаника, и зоологија. Се што во основа, сите науки што и денеска во основа постојат, посебно ја сакал философијата и теологијата, за која што прв во историјата на човечката мисла прозборел големиот антички мислител Платон. Но не ја завршил академијата. Се научил, се што можело да се научи, но не сакал да прими парче хартија како доказ за завршена академија, за да ја победи гордоста и суетата своја. Сметал дека тоа е непотребно и дека тој не отишол за дипломата, туку за знаењето, а со ова второво располагал во изобилие, во детаји. И затоа ја напуштил Атина и дошол во Мала Азија, веќе бил убеден христијанин, че во Атина тој се запознава со христијанството и во Мала Азија се враќа имајќи за потреба да се замонаши како монах, да го распространи монаштото
по целите малоазijski простори. За таа цел го формирал првата малечка монашка заедница покрај реката Ирис во областа Понт. Му се придружил најдобриот негов другар од Атина, Свети Григорий Богослов. За трет другар на студиите го имале Јулијан, императорот византиски, кој што бил пагански насочен и одел кон тоа да го возобнови мртвиот пагански свет во неговото време и поради што преземал жестоки прогони против христијани. И така светите отрастел и возрастувал, се запознал со монашкото искуство на египетските монаси, едно време предстојувал во Египет и Господ го издигал до степен на епископски чин, затоа морал да го напушти многу саканиот манастир крај реката Ирис, во која што ги запишал монашките правила за обстежителниот машки манастир. Тие негови правила се во основата на секој монашки устав денеска. Света Гора Атонска живее практично според уставот, монашкиот устав на Свети Василий Велики. Да не должам да не ширам, за Свети Василий може премногу да се каже, јас само сакам да ве заголицам, да посакате самите вие да го земете житието на Свети Василий, да го прочитате. Но станал епископ во Кесарија, град кој што и денеска постои во Турција, во Мала Азија, Кајзери се вика, во областа Кападокија. Во време кога православието било целосно поробено од ересите, немало ниту еден епископ кој што православно ја исповедал верата на светите апостоли. Единствен таков епископ бил Свети Василий, бидејќи бил богомудар. Тој веднаш почнал со обнова на Светата Црква Божја, така што хиротонисувал православно мислечки епископ. Првиот меѓу нив бил токму Свети Григорий Богослов. Можете да замислите какви горостаси биле поставувани за епископи на црква. И тоа на стратешки места, таму каде што православието било најнападнато, најкревко. И по правило пасивни географски предели, каде што ни еден епископ не би сакал да е епископов. Дури постои една анегдота како Свети Григорий Богослов се побунил кога го добил на Зијанс, периферното градче, за седиште на неговата епископија. И тогаш Свети Василий ги кажал познатите зборови за него. Ако е можно, вели, целиот свет и сите луѓе да се соединат во една единствена епархија, со неа ќе може да управува само Григорий. Што е точно, се разбира. Ама и двајцата од тие географски предели го дигнаа православниот свет ем на исток, ем на запад. Нивните дела, без кои што е незамислива православната теолошка и философска мисла, и денеска се подеднакво сакани и читани
kako od istočните, така и od западните теолози и християни въобще. Драги мои, еве, уште еднаш, се надевам дека моево кажуваме ќе биде инспирација за вашето дружење со хагиографијата на светиот Василий Велики. Господ милостив, денеска благословува да го празнуваме и почетокот на новата црковна година. И денеска новата православна година си има своја смисла, зошто токму денеска почнува и зошто денеска ја славиме. Причината е денес празнуваниот празник обрезание на нашиот Господ Иисус Христос по плот. Причината е голема. Наспроти 1 јануари, за кој што не можеме да најдеме ни една голема причина за да биде почеток на некоја нова календарска година. Но, еве, договорот прави се и со договор можете да направите се, слава Богу, но сепак човекот во се бара подлабока смисла и вистинска причина и повод за тоа што го слави, за тоа што го празнува, за тоа што го прифаќа како принцип на својот живот. Нека ни е честита и благословен Господ да го исполни светот и луѓето со својот божествен мир, да истори изобилие на благодат Божија во душите и срцата на сите луѓе, кои да се и каде и да живе. И ништо од тоа нема да се случи ако ние, православните христијани, сме пасивни, незаинтересирани да биде така, зашто по силата на нашите молитви за другите, за ближните, Господ ке не почуе. Ке не почуе. Целта е сите да се спасат, а не само ние. Нас не има тука, гледайте колку не има, слава му на Бога, Господа не умножи. Ама не за да се молиме егоистично само за себе, туку пред се за сите други и за сиот свет, а најпосле за себе си и за своје. Христос се обреза. Истина.